мета. На место едно за многу нешта. Одговараат што, како, зошто. Разговараме, откриваме и истражуваме. Договараме, споменуваме, раскажуваме. Кој, каде, кога. На тема, со прашања 100 без дилема. Директори, инспектори, лекари, пекари, заболекари, ученици, професори, пејачи, спортисти. Зошто да не и вие? На мета, на тема. Бидете и вие дел од нашата шема. Во најновото издание на емисијата На мета на тема говориме за најголемото хумано семејство во светот кое постои 151 година. Хуманото семејство на Црвениот крст и Црвената полумесечина кое на 8 мај одбележува годишница од своето постоење. По тој повод во ова издание на емисијата На мета на тема говориме на тема Мојата приказна во Црвениот крст. На мета волонтерите од Црвениот крст од општинската организација Крива Паланка. Господин Јане Денковски, колку време трае вашата приказна во Црвениот крст Крива Паланка? Како започна всушност таа ваша приказна овде? Па навистина е приказна, да ви кажам, затоа што трае стварно многу одамна. Некаде околу, месечина околу 70 години од минатиот век, 1970 година, кога за прв пат дарував крв, малку ги излажав екипата која што дојде да бара крв за една моја воспитачка на која што мајката и била болна, требало да се оперира и сега не бара од учениците некој да отиде. Ја бев храбар, малку испод 18 години, меѓутоа отидов дадов крв и прв пат тогаш се сретнав со овај Црвениот крв. Веднаш после тоа во 71 година се организираше акција за пошумување. Големи акции тогаш се правеше околу езерото Младост во Велес и Гоцевата шума кај меѓу Неготино и Градско. И бараше некој кој што ќе биде санитетлија, да речеме, кој што ќе носи торба со црвен крст, кој што ќе ги превиткува раните на овие што ќе имат плускавици. Јас се јавив така да се излеков да не копам дупки, меѓутоа ги преврзував рацете на учениците. И тоа се моите први контакти со Црвениот крст. И тоа на некој начин ми влезе под кожа, така да континуирав после, продолжив и со крводарувањето и со активностите во Црвениот крст. Руска Витковска, вие сте волонтер во Црвениот крст повеќе од 60 години, значи повеќе од половина век. Тоа е долг волонтерски стаж. Како започна вашата приказна во Црвениот крст? Кога прв пат го остваривте контактот со големото хумано семејство, со оваа организација? Беше ли тоа во Крива Паланка? Беше тоа во Крива Паланка, кога бев пето оделение, бев изберено да одиме на дружење децата од Крива Паланка и од околните градови во селото Станци. Тоа беше преку организацијата на Црвениот крст Крива Паланка. Таму прв пат се сретнав со првата помош, се дружевме и така. Така, на тие години сте имале ли некакви информации што се прави во Црвениот крст? Имало ли акции како сега што има? Тогаш, пошто ние бевме од село, немавме услови за такви акции. Магдалина, кажи ми, што значи да се биде волонтер на Црвениот крст? Како започна твојата приказна во Црвениот крст? Да се биде волонтер е многу значајна и голема работа. Јас за прв пат со Црвениот крст се сретнав кога прв пат тргнав на училиште, тоа беше во прво оделение. Всушност ние со самото тргнување на училиште бевме волонтери, односно учесници во Црвениот крст. Уште тогаш властените лица не упатија за Црвениот крст, односно ни дадоа членски книжки со дата на членување и беџови. Всушност беше 2004 година со тргнување
тргнувањето во прво одделение. Пред 10 години. Да, со текот на годините, односно со текот на учебната година во училиштето 2 пати годишно стигнуваше писмо за денот на глад, учителите не упатува за значењето на Црвениот крст, всушност колку значи да помогнеш некому со тоа што ќе дариш нешто, храна, пари или слично. Мојата приказна со Црвениот крст почна прилично рано, уште од најраните школски денови. Тоа беше некаде 4-то или 5-то одделение, кога слушнавме за некаков повик на волонтери за Црвениот крст. Да бидам искрен, не знаев за што станува збор, но бидејќи ни кажа дека ќе губиме некој час и бидејќи бевме љубопитни ученици, решивме да отидеме и да видиме за што станува збор. Тогаш не бев ни свесен дека влегувам во организација на која ќе посветам огромна количина на време и енергија од мојот живот, како и влијанието на која ќе има таа на мене и на мојата иднина. Како и сите други почетници, одевме со касички, собиравме парични материјални средства за оние на кои им беше најпотребно. Како што одминуваше времето и акциите кои ги правевме заедно со Црвениот крст, почувствував позитивни бранови кои ја разбудија на еден начин хуманитарноста во мене. Господја Руска Додевска, и вие сте долги години волонтер во Црвениот крст. Како започна вашата приказна во Црвениот крст? Кога бев 4-то одделение, ме преселија во Крива Паланка, во училиштето, тогаш учителката ме избра да бидем подмладок на Црвениот крст, да носиме кесички со значки. Тоа значи директно вашиот прв контакт бил и акција? Да, и акција. Да собираме прилог за борба на неделата против туберкулоза. Така, одевте од врата на врата или само по улица, например? Како ве упатија, како ви кажаа што треба да правите? На рака носевме знак со Црвениот крст и носевме кесички, железни кесички и лепевме маркици со значка кој ќе се покаже по, например, да пушти повише прилог у касичката, му закачувавме и значка. Така за да можат и другите да знаат дека дал прилог во Црвен крст? Да. На тоа време собравте доволно пари, ве пофалија? Па добро, не ги броја пред нас парите, например, ние бевме сепак деца, али помогнавме од тие ситуации за борба против болните од туберкулоза. Бевте ли горди на себе? Се чувствувавте ли возбудено? Да, во тој момент бев многу горда за тоа што бев селско дете и ипак, например, како сега и тогаш имав трема, ама се чувствував горда што имав чест да бидем од тај хумана акција за борба против туберкулозата. Веќе со моето вработување во Крива Паланка, јас првото вработување ми е во Бентомак и ден денеска таму работам. Во тоа време се правеше екипи за прва помош во работните организации, имаше во Бентомак, во Карпош, во сите работни организации. Се вклучив во тие екипи, имаве подготовки. Во тоа време републичките такмичења беа заедно со подмлаткари, односно до 8 деление, па средношколци и работничка младина, оние што се во работните организации. Така да и таму бев вклучен, така да некако континуирано продолжи мојата активност, се некаде така до средината на 80-те години, кога веќе бев вклучен во општинската организација на Црвен крст преку собранието. И малку по малку со тие активности се вклучив во потесното раководство, така да се каже, во председателство во тоа време, односно извршниот одбор. Моето всушност активно членување почна од 2009 година. Тогаш се случи мојата прва акција со касички, одевме низ куќите и собиравме парични средства за некоја ранлива група семејство, што требаше да се соберат парични средства. Тоа беше многу горда работа да се собираат парични средства, што знаеш дека со тоа ќе усрекиш некого. Така,
Кога одевте од врата на врата и собиравте пари, наидувавте ли на позитивни па и на негативни реакции? Например, како се чувствуваше тогаш? Си велеше ли па и не е баш лесно да бараш помош за друг? Па да, некои луѓе толку вулгарно постапуваа со нас со реченицата ние немаме за себе, па вас ќе ви даваме некому да помогнете, а некои беа толку добродушни, даруваа, дури своето име го кажуваа во пликовите да го ставиме. Сите оние активности кои ги правевме заедно со Црвениот крст беа од огромно значење како за општеството, така и за изградување на нашите индивидуи. Со тоа Црвениот крст придонесе да учествувам во голем број на семинари, тренинзи и состаноци кои помогнаа во мојот интелектуален развиток, а војатно и да станам она што сум денес. Како дел од мојата активност во Црвениот крст бев дел и од извршниот одбор на млади при Црвениот крст на Република Македонија. Тука имав прилика да запознам огромен број на пријатели од сите можни градови со кои заедно ја градевме нашата визија и придонесувавме за развојот на Црвениот крст. Со нашиот труд и сите непреспиени ноќи кои со задоволство ги жртвувавме секако бидејќи беше за Црвениот крст, ние придонесувавме за еден развој на младите и нивната визија. Сите ние успеавме да изградиме еден стабилен тим на млади луѓе кои со задоволство ќе работат и ќе се посветат на остварување на мисијата и визијата на Црвениот крст, кои се трудат да го направат нашето општество колку што е можно подобро. Затоа успеавме да спроведеме огромен број на проекти, меѓу кои беа дел од нив беа на локално ниво, меѓутоа повеќето беа и на ниво на цела држава, вклучувајќи соработка со многу општини, одење на различни состаноци, семинари, каде што остварувавме огромен број на реализирани проекти со кои им помагавме на загрозените групи. Секако тоа беше едно задоволство кое сите ние млади луѓе го делевме. Кога завршивте основно во средно образование, продолживте ли да бидете активист на Црвениот крст? Продолжив, бев избрана од Црвениот крст на Крива Паланка, ме испратија да посетувам курс, санитарски курс по прва помош на водно во Скопје. Отидовме со автобус од Црвениот крст од Скопје, не префрлија со камион до водно. Таму курсот ни траеше 2 месеца. Предавањата ни беа опште од хигиената, првата помош при секакви непогоди, секакви болести и така. Обширен курс? Општи. Посетивме и гинеколошкиот оддел во Државна болница Скопје. Потоа добив диплома, добив и торбица, прва помош, со сите реквизити за прва помош, од таблети, завои, гази, триаголник, таблети за температура антолчиња и топломер и уште некои ситни. Така. Се чувствувавте ли спремна дека ќе можете да дадете прва помош тогаш, бидејќи 2 месеци не е мало? Се чувствував и тоа е многу добро се чувствував. Имав многу прилики на кои сум ми помогнала во дадени ситуации. Така се вративте во Крива Паланка повторно, така? Тука сте учеле средно, тука дававте прва помош? Јас сум од Кркља, 8-то оделение го завршив во Жидилово. И само што бев запослена во килемарницата во Жидилово, кога почнав на работа и торбицата ја носев секој ден од дома на работа, укажував помош на луѓе на кои наидем, кои побараат помош од мене. Во Црвениот крст ве бараа ли да давате прва помош? Во Црвениот крст овде не сме доваѓале, пошто ние немавме. Волонтери, значи сте биле на терен цело време? На терен,
во селот, во селските услови. Кои други вештини сте ги стекнале во Црвениот крст? За тоа време имаше, учеше ја помош за Црвениот крст. Имам и марама поклон, чувам го, значи, околу 50 години тај марама, со значка. Да. Како изгледаше тогаш таа марама? Беа големи? Каде ја носевте таа марама? Кога дававте прва помош, па моравте да ја ставите? Да, например, дали било на нога, дали било на рака, да завршеш преко овој. И на работа, и дома, кад се укажувало помош, секога сам помагала. Да. Сте имале многу искуство со разни видови акции, значи од крводарување до собирање средства и се останато. Крводарител сам 20 пати. Дружиме со крводарителите, одиме на крводарителски екскурзии и даруваме крв и спасуваме животи. Кога прв пат сте дале крв, се сеќавате ли? Прв пат сам дала 72 година. Сте дарувале ли понатаму крв? Сте поттикнувале и други да даруваат крв, предпоставам? Па тоа не беше основната задача на основните организации и на активистите во работните организации. Тие имаше, секаде си имаше посебни активи на Црвениот крст, односно на крводарители кои што пропагираа крводарителството. Јас покрај тоа што ја вршев таа пропаганда со и доста други луѓе во работната организација, до сега, односно до пред неколку години, еве 2-3 години, некако не успеавам да давам крв. Имам дарувана крв, не знам, тачно околу 55 или 60, тука некаде бројката. Така да тоа ми е задоволство, ми беше задоволство и се уште ми е задоволство кога можам да дарувам крв, заради тоа што стварно тоа е еден голем чин, кога се знае дека со таа крв спасуваш нечи живот. Тоа е една благородна активност. Крива Паланка е позната по таа работа, Црвениот крст на Крива Паланка е позната организација која што со години наназад, 20 години наназад го надминува планот за крводарителство и секојаш сме пофарали на републичко ниво под тој основ. Така да и јас се вклопувам во таа некоја шема. Од тогаш имавте други прилики да помогнете, што се сте помогнале? Дали и вие сте крводарител, например? Да, кога бев 17 години, дарував крв. Покрај се што ме одбиваа родителите, те млада си, те мала си, ама ипак јас со моите 17 години решив да дарувам крв, оти знаев дека на некога му е потребна таа наша крв. Не собираше ја, бев работена во Килимара Вера Јоцич и не собираше ја омладинките повише да даруваме крв. Имало ли посебна причина зашто сте да дариле крв? За некој посебен повод? Не, мислим како и сега и так некој да се зачлени, ама ја млада се ожени, после више не ми дозволија да давам крв. Така, споменавте, сте дарувале крв и за земјотресот, за настраданите од Скопскиот земјотрес 63-та. Да, тогаш беше тоа што имаше многу нели повредени. Мислим, у тој период е бил, не се сеќам баш која година е била, ама немав ни пуни 17 години. Така, и тоа е еден голем допринос, бидејќи еве и денеска го раскажувате, сте помогнале на некој да биде спасен или иако не ви дозволувале, сепак сте дариле крв. Тоа е и одлучност, значи хуманоста доаѓа однатре, не може никој да ви ја всади. Точно, да. Беа ли плашливи, посебно еве женскиот пол, беа ли плашливи? Не, нешто бемо многу порешителни за тоа време. Не знам сега младите, и унуката е како мене, секи и она дарува крв. Сепак и покрај огромниот број на тие семинари, тренинзи и слично, сакам да издвојам една посебна случка која се случи на почетокот на моето членство во Црвениот крст. Тоа беше кога одевме кога имавме еден проект да посетиме постари, повозрасни луѓе кои беа на некој начин подзаборавени од самото општество и кои имаа уште многу што да кажат. Поминавме по неколку часови кај секој од нив и слушајќи ги нивните приказни сватив дека се што им требаше беше некој да им посвети едно мало внимание, а за возрат тие ќе бидат пресреќни и ќе не удостојат со нивните
приказни нивните стори и ќе ни го посветат нивното време, за да не направат и нас да се чувствуваме среќни и задоволни со она што го постигнавме. Мислам дека секој пат кога носевме тие хуманитарни пакети кај лицата кои беа секако загрозени и нивните семејства, побитна им беше нашата поддршка, нашето внимание кој го добија, нашиот разговор со нив во кој се трудевме да направиме да се чувствуваат подобро и мислам дека во голем дел успеавме во тоа. Нашата мисија беше да работиме за Црвениот крст, да направиме многу семејства да се чувствуваат добро, да ги промениме нивните животи и мислам дека преку нашата работа, нашите проекти успеавме во тоа. Издвоиле ли некои конкретни моменти, конкретни активности, акции кои што ќе ви останат во трајно сеќавање? Имало ли кризни моменти, имало ли моменти кога вашиот живот или можеби нечи друг бил загрозен или изложен на ризик? Па до такви ризици не сме дошле, не е имало такви опасни ситуации. Меѓутоа, до кризни моменти, да речеме, ќе ви кажам, некаде 90-та година, јас после неколку години активности во Црвениот крст станав председател на Црвениот крст. И во тоа време се погоди да државата, бившата држава Југославија се распадна системот, се распадна институциите на тој систем. Црвениот крст до тогаш беше финансиран од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, односно на Југославија. Меѓутоа и таа организација како институција се распадна. Одеднаш Црвен крст се најде во една бездна, се најде во една ситуација да нема нити статут, нити законска основа во Македонија, нити пак средства за финансирање. Беше тоа една неизвестност и од друга една гледна точка. При распадот на Југославија, знаете, можеби многу од младите не знаат што се случуваше тогаш, меѓутоа тој распад беше крвав. Отпочна војни во прво Словенија, па Босна и Херцеговина, па Хрватска и така натаму. Имаше многу избеглици во тоа време, имаше многу раселени лица. Ние за прв пат се сретнавме со една таква состојба, меѓутоа работевме деноноќно. Јас секогаш во сите прилики го пофалувам, односно ја пофалувам секретарката, така да кажам, Анка. Издржавме заедно со нашето раководство, тогаш тука беше и Славче, доктор Славче, тука беа и наставници, сите што беа во раководното тело, издржавме на некој начин, ги примевме сите тие што дојде во Крива Паланка. Мисли, че не го знам точно број, околу 100 лица дојде во Крива Паланка, ние моравме тогаш да се снајдеме, да ги сместиме, да имат и сместување, да им обезбедиме и храна и целата она психолошка помош на тие луѓе кои што сакавме да се чувствуват во Крива Паланка кога дојдат, да се чувствуват дека се стварно прифатени од луѓе кои што и мислат добро на нив. Во ова пригода би се заблагодарил, да речеме, и на доста голем број граѓани на Крива Паланка. Тој ќе прашав каде ги сместивте? Па ги сместивме на најразлични места, да речеме, некои беа во тогашниот ловачки дом, некои беа во приватни куќи, некои беа во Жидилово, во училиштето. Се сноѓавме како знаевме и умеевме, заедно со меѓународната заедница. Тоа време веќе почна да дејствува во Македонија. Меѓутоа најголема беше нашата прегодност. Нашето делување се сноѓавме на најразлични начини и за обезбедување на храна, и за обезбедување на сместување, така да тие луѓе после кога се отидоа од Крива Паланка беа задоволни. Сепак е гордост да се биде волонтер, тоа го осознавте, предпоставувам, низ годините. Кои други се активности ги имаш реализирано како волонтер во Црвениот крст? На што си особено горда ти? Кои активности ви беа најинтересни? Многу големо значење за мене представува кога гостуваше генералниот секретар Саид Саити. Тогаш јас го изведов мојот соло концерт по повод отварањето на пензионерското друштво со мојата ценета професорка Лариса Митовска. Тоа беше голема гордост да присуствуваш на некој толку значајна личност
и ти да си во негово присуство. Исто така организиравме забава за да собереме парични средства за едно ранливо семејство. Бевме многу горди кога ја дознавме цифрата, колку многу пари всушност сме собрале, им купивме телевизор и им го дониравме. Како би да запрашала, со сите тие учества, имаше ли некои акции во кои што си мислевте дека нема да успеете, па дошло до фаза да се откажете? Всушност, сега летото Црвениот крст реши да ни постави еден огромен предизвик, односно да ни изведе на 3-дневен камп во село Трново. Всушност, ние 3 дена бевме на отворено. Јас си поставував прашања како, што, каде, не знам што ќе се случува, но всушност поминавме 3 незаборавни дена, исто така проследени со едукација, благодарение на овластените лица од Црвениот крст, противпожарната единица, медицинските лица од нашата болница, но единствен недостаток што не ми се допадна е тоа што го стекнавме на кампот, немавме можност да го пренесеме во јавност, односно на нашите врсници, да ние да извршиме некои едукативни презентации и слично. Црвен крест на Крива Паланка никогаш не е оскудевал од волонтери. Во Крива Паланка има толку прекрасни луѓе што се поминале низ и раководните тела, и како волонтери, и како обични граѓани, ми се чини им нема број и ден денеска се сеќаваат низ градот. Црвениот крст има доблест, секоја година ги повикува на едно видување, на едно чествување, ги посетува таму, да почнеме да речеме од медицинските лица, нема доктор од медицинскиот центар кој што не е поменал низ Црвениот крст, или како раководител на некој сектор, или на некоја комисија, или како обичен предавач, да речеме, на граѓаните, па преку училиштата, наставниот кадар, до обичните граѓани и учениците, како најмлади, меѓутоа најзахвални, најблагодарни за соработка. Тие се едно благородно ткиво кое што можеш да го обработуваш како сакаш, меѓутоа секој се тие действуваат онака како што е најпожелно, најпосекувано, така, срцето како што ги води. Идеите за сите тие акции ги добивате сами, седнувате, размислувате, имате работни состаноци, како доаѓате на идеи, како ќе реализирате одредена акција, например, дали тоа ќе биде хуманитарна забава, дали ќе биде акција од врата до врата или штандови? Во рамките на Црвениот крст има клуб на млади, ние се многу често организираме состаноци на кои дискутираме што ќе организираме, како, идеи добиваме сами, но и со помош на овластените лица од Црвениот крст, доколку дознаеме дека некој семејство има потреба од некои средства, се трудиме да организираме за да собереме што им е потребно да им донираме. Се случи тоа што ние останавме во еден безвоздушен простор кај што немавме закон, немавме статус, во исто време се обработуваше тие материи, да се донесе нов закон во Македонија, да се донесе нов статут, и меѓутоа од Скопје ни беше, од централата ни беше кажано: луѓе, снаоѓете се со финансиски средства. Ние тоа и го правевме, за разлика од многу општински организации од Македонија кои што малте не престанаа со активности, малте не престанаа со да ги обавуваат своите обврски, од проста причина што немаше материјални средства. Ние на некој начин се снаодевме во секој момент, дали заради нашата ажурност, дали заради самиот град, самата општина Крива Паланка, такви се луѓето овде. Уште една работа во тоа време се случи, пристигна во Македонија на барање на Републичкиот Црвен крст, Меѓународна федерација на Црвениот крст, односно Меѓународниот комитет на Црвениот крст, испрати голема помош во прехранбени артикли, во хигиенски пакети и други материјали, што ние како општинска организација во Крива Паланка го прифатевме тоа оберучке што се вели, за разлика од некои организации во Македонија кои што на некој начин не сакаше да се бават со тоа. Ајде сега ние ќе делиме храна, вика, на некои луѓе. Сеќам Мишчини Куманова беа, вика, сега зејтин ќе делиме, викам, дајте ги кај нас, ние ќе ги поделиме тие. Се бавевме со тоа. Во еден момент во Крива Паланка, да ви кажем, преку Центарот за социјални работи, на списокот имаше некаде околу 7200. Околу 7200 лица. Тоа е малтене 1/3 од граѓаните, од населението. Сите тие беа на список за хуманитарна помош. Ние успеавме
со нашето делување, со нашето организирање во општинската организација, целата таа помош, јас сега не знам која количина беше тоа, меѓутоа беше, да речеме, за наши услови огромна количина. Во брашно, во граф, леќа, орис, зетин, хигиенски пакети. Имаше огромна количина која што мораше да се распредели. Така се организиравме што до ден денеска, да ви кажам, јас сум горд на тој период заради тоа што не дозволивме, заедно со секретарот, не дозволивме една дамка да падне врз нас, да граѓаните се посомнуваат во тоа како се дели таа помош, кој ја зима таа помош, дали некој ја злоупотребува. Ние така се организиравме, така беше поделено што немавме и ден денеска, да речеме, ја мислам дека е така, немаме никаква притужба од некаде дека е неправилно поделено, дека некој земал неправилно, така да повторно ви велам, јас сум горд на тоа што успеавме да го направиме. Најголема гордост за мене беше тоа што бев дел од еден тим на млади кои сакаа да направат промени во општеството, тоа што бев дел од една организација која за цел има да го подобри нашиот начин на живење и во врска со предизвикот, мислам дека најголем предизвик ми беа оние моменти кога требаше да бидеме во контакт со тие лица кои беа од загрозената категорија и кога требаше да направиме да се чувствуваат добро. И мислам дека добро се справивме со тој предизвик, затоа што бевме ентузијастични, го сакавме тоа што го работевме и го сакавме Црвениот крст и неговата мисија. Во сеќавање ми оставија големи траги некои ситуации на кои што сум им помогнала. Како, например, од голема исечотина, големо крворење на ногата, човек сгазнал на шише, на срча, ја исекол ногата, стаклото навлегло во стапалото, имаше голема рана отворено, му помогнав, ја и чистив раната, го преврзав, после 3 дена човекот си одеше слободно. Друга случка што беше, побара помош жена, возрастна, имаше повреда од конј. Како ја клоцнал конјот во подколениците, таа се здобила со покрај повредата. За неколку дена целата подколеница и беше изранета. За тоа Во таа ситуација се снајдовте? Се снајдов и тоа како прво ја измив ногата, ја и чистив. Раните беа со крварење, ја чистив, преврзав. За кратко време жената и повторно по некој ден отидов, ја преврзав и поминаа. Имав и друга една случка што ми остана такава многу големо сеќавање. Тоа беше, ме викна поради немање на услови за породилката да се однесе во болницата. Тогаш немаше телефони, немаше коли. Ме повика, знаат дека јас сум завршила санитарна обука и ме повика да пружим помош. Отидов, жената беше многу изнемоштена и помогнав и се роди здраво машко дете. Обичаите на селските во селото са биле такви што после пораѓањето породилката мора да лежи на слама. Јас не го дозволив тоа затоа што им укажав дека може после да добијат некоја инфекција или други некои несакани последици. Ве послушаа ли? Ме послуша, стварно, и детето си беше супер. Бев наградена и многу поштована од таа фамилија.
Значи имало моменти кои и сега ви навраќаат радосни спомени. Многу сум горда на тоа што сум го направила. Има и други посетни случаи. На многу деца сум ишла и ноќно време да мерим температура, помагам, измасирам деца, дадем андолче, утре дento дете шета. Така во блиската мала тука сум помагала и во Жидило, во Килимарата, и таму сум помагала на многу луѓе. Сте имали ли други некои активности, поголеми ангажмани, некои семинари или некои поголеми проекти на кои што сте вие лично горди, например, што сте учествували, што сте биле дел од нив? Имавме секако. Да ви кажам дека во тоа време за прв пат во Македонија почна да делува Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Да речеме, порано тие се били активни, меѓутоа на ниво на Белград, говори, да речеме на ниво на Југославија. Во Скопје многу малку се чувствуваше, освен да речеме за време на земјотресот, за поплавите, секој се биле тука да помогнат на населението. Меѓутоа, како организацијска структура се појавија, испратија своја делегација во Републичката организација на Црвен крст и Меѓународниот комитет на Црвен крст и Меѓународната федерација со своји делегати тука, и почна да се одвива една активност во смисла на реорганизација или организација на Црвениот крст во Македонија во рамките на Меѓународниот комитет по нивните нови стандарди. Се организираше безброј, да речеме, семинари, безброј активности, на кои што заедно со членовите од нашето претседателство, односно извршниот одбор, заедно со секретарот, заедно со некои лица од локалната самоуправа, учествувавме. Најголем акцент се даде на програмата за подготвеност и действување при катастрофи. Јас за некаква среќа, не знам како, имам учествувано на неколку такви семинари. Еден од нив беше во Изис во Скопје 2 недели, после една недела бевме за проектот Сфера, по уште 3 дена во Охрид, така натаму. Многу семинари на кои што не обучуваше како да действуваме како да се подготвиме уствари за време на катастрофи и за одговор при катастрофи. И ден денеска сум член, односно претседател на комисијата за действување, подготовки и одговор при катастрофи, така да и таа работа се подготвуваме ние онолку колку што можеме како Црвен крст, колку не е дадено. Меѓутоа, сакав една друга работа да кажем. Имавме една прекрасна жена овде, активист на Црвениот крст, која што беше потекло од Чиле, се викаше Маргарита, која што дојде овде и ни рече овака, вика, слушај, бев во неколку општински организации низ Македонија, никој не сака нешто да преземе, нешто опипливо, дај да направиме нешто за овој народ, вика, дај да некои проектчиња да ќе најдеме средства. И сега ние ја прифативме неа како наша. Некој пат ја послуживме некој сендвича, некој не така, некогаш не си правевме муабет. Имавме многу размислување што да правиме. Дури сакавме и рибник да правиме. Ајде не било, имаме у Крива Паланка 2 рибника, што ќе рибник трети. Сакавме да правиме, да плетеме, да вработиме неколку жени да плетат чорапи. Имавме такви идеја и таа малку ја разработувавме, дури за тоа ни се кажа, вика, потребно да се формира фирма да има Црвениот крст. И тоа го направивме. Формиравме фирма, се викаше Анри Дилан, така некако беше. Меѓутоа тоа не заживија на некој начин. Имаше идеја да направиме едно погонче за брикетирање на пилевината во треска. Можем сега слободно да кажем, од субјективни причини тоа не успеа. И сега на некој дали Господја Маргарита, дали некој од нас ни текна, ние многу малку се среќававме во тоа време со тој проблем, да се во Крива Паланка да се отвори, односно да се направи еден центар за дневен престој на лица со посебни потреби. За нас во почетокот тоа беше некако несватливо, неразбирливо, никаде во Македонија тоа го нема, се знае. Лицата со посебни потреби беа во посебни установи, институции, беа таму целодневни, постојано таму сместени, и сега ова требаше да се сместат лицата од сабаља од 7 сат, да доаѓат до 3 сат, после 3 сат да си ги земат родителите или ние да ги носиме таму.
Меѓутоа, од кога ја разработивме таа идеја, видовме дека тоа е многу корисно за населението. Се фативме за таа идеја како слеп за стап, што викат. Упорно работевме заедно со Маргарита. И на крајот, што би рекол нашиот последен делегат што беше овде во однос на тој проект, Јоханес Восберг, човекот беше од Германија, сега е покоен, ни рече, детето го родивме, сега треба да се луда. Така да, со многу непоспиени ноќи, со многу активности, со многу ангажмани, со многу трчања по Скопје, во Црвениот крст на Република Македонија, во Министерството за труд и социјална политика, овде во локалната самоуправа, некако успеавме да го направиме тој центар и тој центар и ден денеска живее во Македонија. Јас сум горд на тоа, заради тоа што тоа беше прв таков центар во Македонија. Ние немавме ни програма како тоа би делувало, немавме ни статутарни некои одредби, немавме никаква замисла како тоа како уопште ќе делува тоа. Се мислевме како ќе ги убедиме родителите да ги праќат своите деца. Значи, тие ги имат тие ги имат тие деца дома, меѓутоа имат и деца кои што се сосема, да речеме, ајде сега здрави, ќе има свој захте идат на училиште. Тие родители немаше простор и време да се бават со другите деца. Постојано мораше да се грижат со овие за што имат посебни потреби. Меѓународна федерација на Црвен крст организираше заедно со нас, како општинска организација, организираше едно летовање, така ми се чини, една недела во, не знам дали Струга, каде беше, не сеќам, или Охрид, заедно со родителите, заедно со децата, заедно со оние вработени кои што требаше да бидат вработени таму. Оти таму се вработи и медицинска сестра, и психолог, и социјален работник, и готвачка една. Беа заедно на едно дружење таму и они видеа дека тие дечиња можат заедно да се дружат и дека не постои опасност нешто да се случи. Ги убедивме луѓето, го отворивме центарот. Јас по некој основ да ви кажам, Јоханес рече ти ќе го водиш центарот. Ама чекај, викам, како ја ќе го водам, ја нити сум психолог, нити дефектолог, нити лекар, немам благи везе со тоа, немам допирни точки со тоа, не ти ќе го водиш центарот. Добро, се сложивме, ме платија луѓето, тогаш го водев, меѓутоа да ви кажам дека многу непреспиени ноќи имав за тоа време, од проста причина што проектот не беше прифатен нити од Министерството за труд и социјална политика, не беше прифатен нити од Републичката организација на Црвен крст во целост. Да речеме да донесат нека одлука со тоа што ќе не покријат нас, како правно да не покријат. Единствена правна одлука беше нашата одлука на Општинската организација на Црвен крст со мојот подпис и со подписот на секретарката. Не дај Боже нешто да се случише, ние ќе ги сносевме сите последици, меѓутоа за среќа центарот заживија и јас сум, пак ќе речам, горд што и ден денеска работи центарот и среќен сум што во Македонија веќе, ако добро слушав на телевизија, некаде околу 20 центри има кои што работат на врз основа на програмите што ние ги имаме на овој центар. Секој нов центар што се отвара така за лица со посебни потреби доаѓаат на обука или доаѓаат така од овој центар овде. Така да... Беа ли благодарни барем родителите? Ви приоѓаали, ви пристапуваали тие да го одобрат формално, правно она што сте го направиле тогаш? Во почетокот беа скептици, меѓутоа беа многу, потоа беа многу благодарни. Замислите вие сега во едно домаќинство, таткото е на работа некаде на страна, мајката сама дома, има 2 или 3 дечиња, од кои што 2 дечиња идат на школа, а третото има си посебни барања, посебни. И сега мајката мора цело време да биде со тоа дете. Нема време да посвети внимание на другите дечиња. Од кога се случи овде, јас прво со една Лада Нива, па после Комбе ни дотера, со комбето ги зимав дечињата, во 7 саатот до 7:30 ги зимав од дома. Ја во 7:30 речеме го зимам тоа дете, го качувам во комбето и го носам во центарот. Во центарот се грижат персоналот што е, во центарот се грижи до 3 саатот попладне. 3 саатот го враќаме дома. За тоа време мајката може да посвети на другите деца колку сака внимание. Може други активности, нормално тие домаќински што треба да се бави со тие активности без да води грижа за тоа дете.
Тоа е голема придобивка. Дека е згрижено и дека му е пружена видоа дека вработените, персоналот во центарот и Црвениот крст со љубов го работат тоа. Посебно ми е драго за дечињата и денеска, јас од 96 која година беше месечини, веќе не сум таму да меѓутоа и денеска, после толку време ме сретнат на улица, ме познаваат луѓето. Како лидер на клубот на млади на Црвениот крст на Крива Паланка имав неколку иницијативи, меѓу кои тоа беше предавање за грип, каде што ни држа соодветни предавачи во Скопје. Подоцна тоа беше пренесено и во нашата општина. Исто така инициирав заедна соработка со општинскиот клуб на млади од Куманово, со кој имавме одлична соработка преку два семинари, од кои изникнаа многу проекти кои подоцна ги реализиравме. Исто така имавме неколку посети на Струмица, поточно Струмичкиот карневал, каде што исто така волонтиравме. Имавме организиран семинар во Струга, Солферино. Исто така беше едно прекрасно доживување да се биде дел од сите тие проекти кои што подоцна секако резултира со огромен труд и секако изникнаа многу голем број на активности кои подоцна ги реализиравме во нашиот општински клуб. Членувањето во Црвениот крст не значи само милион ангажмани како што досега набројавме. Претпоставувам значи дружење. Едноставно вие сте дел од она големо хумано семејство, имате претпоставувам пријатели од други градови, од други општински организации. Сте билели низ државава во други организации за да видите како функционираат? Ви билели тие на гости? Не е ли тоа интересно и значајно многу за проширување и на знаењата, но и на пријателствата? Значи големо е чувството да кажеш дека си член во Црвениот крст. Едноставно тоа не може да се опише со зборови, треба да се постигне со дело. Има летни кампови се организираат во Струга, едукативни. Присуствувала? Не, мои колеги волонтери одеа минатата година, јас не се надевам дека ова година можеби ќе одам. Така, Како минуваат годините, претпоставувам се стекнува многу искуство. Ти, како што напомена, веќе повеќе години си член и тоа активен член на волонтер на Црвениот крст. Која е твојата крајна цел? Што би сакала да постигнеш? Имаш ли некакви амбиции, например, како би го постигнала тоа? Јас сум кандидирана за лидер. Јас се кандидирав со цел да ја подобрам ситуацијата на клубот, односно да воведам што повеќе членови, да ги мотивирам. Едноставно се чувствувам зрела и со моето искуство чувствувам дека ќе можам да стојам успешно и гордо на таа позиција. Како би била лидер на клубот на млади, на волонтери? Да, се кандидирав и сега во петок се изборите, така ќе видиме кој ќе победи. Што им нудиш на волонтерите тогаш? Им нудиш повеќе насмевки, повеќе акции за да бидат и тие горди членови и волонтери? Да, јас составив моја агенда според која ќе се извршуваат акциите. Планирам да организираме многу хуманитарни турнири, фудбал, кошарка, тенис, црвено-бел пикник, по повод крводарителство, кампови. Едноставно се што тие ќе имаат идеја и јас и овластените лица од Црвениот крст да го спроведеме, а воедно и можеби да воспоставиме контакт со Црвен крст организации од други градови ширум Македонија, исто и ширум границите, надвор од границите. Ве среќаваат ли денес, ве потсетуваат ли на тоа што се случувало? Има ли луѓе кои што и денес велат, баба Руска, се сеќаваш ли тогаш? Се сеќаваат. Веќином луѓето од нашето село се иселија, па многу и нема народ. Младите не знаат за тоа. Постарите кои знаат го ценат тоа и ме поштуваат многу. Затоа ја раскажуваме вашата приказна за да се подсетиме, но и да им биде пример на останатите волонтери, бидејќи вие претпоставувам никогаш и не престанавте да волонтирате во Црвениот крст. Активни сте и денес. Како денес придонесувате за хуманоста? Денеска сум член во клубот
достоинствено старење, каде и горда сум што ја носам ова облика од Црвен крст, која ми беше дадена како од проектот Грижа за стари лица во домашни услови. Тука сум волонтер, одам, ги посетувам старите лица, кои им помагаме колку можем и колку. Ви разговарате ли? Што им помагате сега? Им подготвувате ли некогаш јадење? Им даваме понекогаш јадење. Нешто што сме изготвиле за нас, ќе однесеме. Многу са задоволни бабичките. Разговор и да се насмеат, да се нашалат. Луѓето тоа го највише барат. Друштвото е многу важно. Како е денес? Еве, веќе сте во поодминати години. Предпоставувам веќе и со внуци, со семејството. Се уште членувате активно во Црвениот крст? Станав пензионер, станав пензионер. Децата си отидеа по свој пат, внуците пораснаа, а и јас се зачленив во клубот за достоинствена доба. Така што продолжив, например, со Црвениот крст да учествувам стекнав пријателство, стекнав, знаење повише, дружиме се, плетеме, се занимаваме, правиме... Слободното време го исполнувате? Да. Што се? Се дружиме повише, правиме... Плетете ли, ги чувате ли старите занаети? Чуваме, плетеме, ако сакаме и можеме да помогнеме на младите да учествуваат у тој, али секој вика не ми треба тоа. И така. Ве исполнували тоа, ве правили среќни? Ме прави среќни за тоа што осеќам се уште дека сам корисна, да, осеќам дека сам корисна, дека можем, и исполнувам Црвениот крст, клубот, што се дружиме, пееме, занимаваме се, шетаме, споделуваме и со други градови, искуство, да, и со други градови, така да... А не одамна, па станав и волонтер. Волонтирам, посетувам неделно 3 стари лица, им помагаме што е од доменот на наша корист, што ни е дозволено и така. Како би ја опишале накратко и како би ја заокружиле целата ваша долга и широка приказна во Црвениот крст? Јас, знаете како велам во последно време оде во Црвениот крст кога доаѓа. Викам, мене ќе ме користите за советодавно тело, викам така. Така да, во секој случај, огромното искуство во Црвениот крст, добро ми доаѓа и на мене, добро доаѓа и на Црвениот крст, се надевам, речеме. Јас сум горд на себе заради тоа што знам дека во животот сум се бавил со една работа која што е општо прифатена и општо корисна, да речеме, за граѓаните, за населението, за мене лично, за моето семејство дома, заради тоа што секој што се бави со активности, секој волонтер кој што е во Црвениот крст, сите тие имат една посебна душа, едно посебно срце. Почнувајќи од крводарителите, па сите до оние обучени луѓе кои што се за прва помош, нема човек, да речем, во Крива Паланка кој што не е поминал во Црвениот крст по основ на прва помош, подготвување за действување при давање на прва помош, па се до, да речеме, ова работа што работиме и се уште не е конечно дефинирана, се уште има работи кои што треба да се направат за подготовка и действување при катастрофи. Сите тие луѓе кои што се доброволно тука, сите имат еден посебен однос кон Црвениот крст, посебен однос кон луѓето, затоа се викат комунисти. Јас со драго срце и ден денеска доаѓам и уште додека можам ќе доаѓам во Црвениот крст, се надевам дека ќе бидам од корис, се за доброто на другите. Има ли потреба воопшто да се упатува апел или да се испрати порака до кој било за да дојде и да стане волонтер во Црвениот крст? Оние кои што сакаат да доаѓат, тие ќе дојдат. Меѓутоа,
не секој знае дека ќе биде прифатен, да речеме, во една средина. Се не може некој од улица да дојде и да рече, слушај, јас сакам да бидем активист. Сепак има потреба од една организација, од едно усмерување на луѓето, па затоа се проектите за дисеминација, затоа се ПХВ активностите, односно проектите што ги прават децата, затоа Црвениот крст и на републичко ниво, односно на како меѓународен комитет на Црвениот крст, па надоле до републичките, до општинските организации водат една кампања за дисеминација, односно обука на населението за тоа што значи Црвениот крст, за раздвижување во однос на тоа да имат од Црвениот крст, да ви кажем, една огромна организација. Делува во целиот свет. Сега да не збориме со што се бави, тоа е општо познато, меѓутоа тоа треба да се приближи до населението, посебно до најмалите. Може би нашата емисија ќе придонесе за тоа. Сигурно. Секако, јас знам дека имате и со други разговарано овде, секој на свој начин си дава придонес во однос на пропагирањето на организацијата на Црвениот крст и црвено-крсташкото движење. Тоа е едно големо движење кое што, да ви кажам, Црвениот крст не е една обична хуманитарна организација која што трае од денеска за утре. Има и такви денеска никнуат како пеќурки. Невладина организација, ова невладина, она ќе земеме пари од таму, ќе префрлиме, не. Црвениот крст е посебна организација која што има, чини милиони членови ширум. Милиони различни приказни, предпоставувам, слични на вашата и сите поинакви, а сите со една нишка, со црвениот крст и црвената полумесечина на се. Сите со една цел, да се помогне на народот. Обичната, првата мисија, формирањето на Црвениот крст било тоа, да се помогне, односно да се намалат или да се избегна страдањата на населението. Па не е битно дали е тоа на која раса припаѓа, дали е тоа на која религија припаѓа, не е битно тоа на кој етнос припаѓа, значи Црвениот крст делува ни целиот свет еднакво за сите. До ден денеска со тие активности останувам некако органски поврзан со Црвениот крст. Некако не може нити Црвениот крст од мене да излезе, нити пак јас. До ден денеска со тие активности останувам некако органски поврзан со Црвениот крст. Некако не може нити Црвениот крст од мене да излезе, нити пак јас од него. Вашата приказна се уште трае во Црвениот. Да, е точно, да. И поручувам на младите да помагат што можат повише на старите. Па било, например, у кој домен да е. Да станат и волонтери и да помагат, например, не само волонтер, треба да помагат младите на стари во секоја прилика. Ние смо помагали, ја и денеска помагам, иш кога не бев волонтер. Ако ме викне да измерим притисак на некој постер, и да, например, помагала се. Би сакал да оставам една порака до младите, оние кои повеќето од своето време го поминуваат пред своите компјутери, да излезат, да волонтираат, да бидат дел од Црвениот крст, затоа што таму може да се доживее во неизмерна вредност и ќе остане дел од нивниот живот. Оние кои што никогаш не биле членови, волонтери, кои што никогаш немале контакт со каква била активност на Црвениот крст, како би ги мотивирала да дојдат и да станат дел од големото хумано семејство? Секој што сака да биде волонтер може да дојде и активно да се вклучи. Едноставно, јас би им препорачала на сите кои имаат можност и кои сакаат да бидат волонтери, да дојдат да ги посетат нашите простори, да видат колку всушност тимски дух има работа, организација, колку сме сложни во едној забава. Едноставно тоа се функционира многу сложно и затоа и сме успешни денеска. Од денешна перспектива, кога би се навратиле, кој момент ви е највпечатлив што сте волонтирале овие 60 години? Или некоја најтазе случка од најблиското минато, например, што ви останало во трајно сеќавање? Ако може вака да кажеме, вие сте веќе трето доба. Може би и вие не сте секогаш доволно витални и спремни за да помогнете, а пак помагате. Да. Активности. На младите да им порачаме да бидат активни, да работат, да помагат на старите луѓе, зашто многу им треба помош.
И ја во моите жени што ги посетувам, иако има некоја со помалку години од мене, ама јас се осеќам уште витална и способна. Да, со задоволство идем на терен за да ги посетим со мерак. И ова ми го исполнува и продолжува животот. Затоа се осеќам и продолжувате со своите активности. Да, и продолжувам и се уште продолжувам со моите активности. Мислам дека нема да застанам додека сум вака во оваа ситуација. Сум благодарен што ме поканивте и да ви кажам уште еднаш, еве да го искористам моментот. Јас сум еден од илјадниците, ја би рекол илјадници во Крива Паланка што поминале ни од низ овој Црвен крст. Црвен крст не почнува од нас, Црвен крст почнува од 45-та година па наваму. Тука поминале голем број на активисти, плејада и на млади и на постари луѓе кои што го дале дел од своето време, дале дел од себе во Црвениот крст и како активисти и како членови на организацијските структури и како раководители, да речеме. Јас до сите нив би упатил еден поздрав и во името на Црвен крст да им се заблагодарам. Може би не е мое сега јас тоа да го правам, ама ете, како член и како бивш раководител овде, им се заблагодарам на сите и им посакувам долг живот и добро здравје.